Добредојавте на свечената седница на Централниот одбор, на која го одбележуваме 35-тиот роден ден на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувани другарки и другари, дами и господа, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, пријатели, соработници, критичари и сопатници. Вечерва не одбележуваме само 35 години од постоењето на СДСМ. Вечерва не мериме само време. Зборуваме за одговорност, историја, успеси, грешки, борба, надеж. И ако сме искрени, а мораме да бидеме искрени, бидејќи овој јубилеј нема смисла ако го претвориме само во удобна свеченост со готови фрази, а не во глас на вистината. Партија што не умее да се ја каже вистината, не може долго да ја кажува вистината и на граѓаните. А ние сме должни да ја кажеме како што секогаш сме ја кажували. И добрата, и тешката, и гордата, и болната. Бидејќи 35 години не се само повик на аплауз. Тие се повик на одговор. Што беше СДСМ за оваа држава, што беше за луѓето и што е најважно, што е сега и што ќе биде во иднината. Пред 35 години, во еден тежок април 1991 година, после СКМ ПДП под водство на Петар Гошев, започна патување што не беше само партиска трансформација, туку државен интерес од највисок ранг. Во годините што следеа, СДСМ учествуваше во поставување на темелите на независната држава. А на 4 септември 1992 година ја предводеше првата политичка влада. Тоа не беше време на лесни решенија. Тоа беше време на санкции, ембарга, неизвестност и кревка државност. Но токму тогаш се покажа дека политиката не служи за да се делат улоги и функции, туку за да се носи тежината на државата. И затоа, кога денес се навраќаме на тие почетоци, не треба да паметиме само имиња и функции. Треба да ја паметиме лекцијата. Државата не се гради со викање. Државата се гради со разум, со институции и со одговорност. И затоа толку силно одзвонува реченицата на Киро Глигоров: Македонија е се што имаме. Тоа не е само наслов на книга, тоа е и мерка за политичка зрелост. Потоа дојдоа години кога Македонија учеше дека мирот никогаш не е бесплатен и дека демократијата не е анархија, поле за богатење, туку голема одговорност. Во 2001 година, кога државата беше на работна бездна, СДСМ беше дел од владата на национално единство и еден од потписниците на Охридскиот рамковен договор. Тоа е епизода која што треба да спомнуваме со достоинство. Вистинската државотворност не е да навиваш од безбедна далечина, туку да носиш одлуки и одговорност кога цената е највисока. По конфликтот, одговорноста продолжи и во 2002 година. А во 2005 година Македонија го доби кандидатскиот статус за членство во Европската Унија. Тогаш под водство на Владо Бучковски, со него и по него Радмила Шекеринска. Тогаш Владо Бучковски ќе каже: вистинските лидери не се плашат од тешки одлуки. Се плашат само од едно: да ја видат сопствената држава како тапка во место додека светот оди напред. А Радмила Шекеринска ќе каже: каде ќе оди Македонија, зависи од одлуката и од храброста и на замолчените и на загрижените. Кандидатскиот статус не беше подарок. Тоа беше силна порака дека мирот, демократијата и европската иднина не се оделни приказни. Тука е една иста државна и историска задача. Кога сме биле најдобри, сме биле разумни. Кога сме биле најразумни, сме биле најевропски.
Имаше и порази. Во тие години СДСМ повеќе учеше од поразот, отколку од победата. По политичката криза, по пржино, по изборите во 2016 година, во 2017 СДСМ повторно ја презеде одговорноста да извади државата од блокада, а под водство на Зоран Заев победивме режим. Потоа дојдоа тешките државни одлуки. Преспанскиот договор влезот во НАТО во 2020 година. И тогаш Зоран Заев ќе каже, ако е лесно, нема да е величествено. Па стартот на пристапните преговори со Европската Унија во 2022 година. Кога Димитар Ковачевски ќе каже, денес е денот кога се остварува генерацијскиот сон на граѓаните. Околу тие одлуки ќе има расправи и утре, и задутре, и уште долго. Бевме соочени и се уште сме со најтешките клевети и партиски пропаганди за велепредавства, за измислена распродажба на државни и национални интереси, наводно загрозени идентитет, јазик, историја. Но фактите остануваат. Те не може да се избришат и покрај жестоките пропаганди и манипулации. Ништо не е изгубено. Ниту пак нешто некогаш било загрозено. Напротив, идентитетот, јазикот, културата и историјата се заштитени. Потпишан е договор со Европската Унија на македонски јазик. Со влезот во НАТО, државата стана побезбедна. А нашиот јазик, идентитет, култура и историја се црвените линии на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Или како што кажа во една прилика, првиот премиер од редовите на СДСМ, Бранко Црвенковски. Ситни души не прават држава. Историјата по одредена дистанца ги памети не оние што имале најсилен глас, туку оние што презеле најтешка одговорност. А СДСМ низ тие години покажа и храброст и саможртвување во заштита на националните интереси. Што ни присутни. Никогаш да не заборавиме една работа. Социјалдемократијата не се мери само со големите и историски одлуки. Се мери и со тоа дали човек што работи и што формирал семејство, што воспитува и едуцира деца, може достоинствено да живее. Се мери и со тоа дали државата уме да го заштити ранливиот, како што прилега на една европска држава. Но тоа значи дека социјалдемократијата тогаш знаеше зошто постои. Заплатата да не биде понижување, за сиромаштијата да не биде казна и за државата да не биде привилегија и резервирана само за власт. Ако трудот создава вредност, тогаш трудот мора да носи достоинство за сите граѓани. Ако државата собира даноци, тогаш тие пари мора да се враќаат во училишта, во болници, да обезбедат социјална сигурност и подеднаква шанса за сите. Инаку државата станува каса за малкумина, а товар за мнозинството. И тука доаѓаме до суштината. Што е вистинската социјалдемократија? Тоа не е боја, не е етикета. Не е ни осталгија, не е ни носталгија, не е ни удобна партиска поза. Вистинската социјалдемократија е политика во која слободата не е привилегија на богатите, а правдата не е утеха за сиромашните. Вистинска социјалдемократија е држава што ги шири демократските принципи и врз економијата. Тоа значи работа што носи достоинство, јавно образование што носи шанса, здравство што не зависи од врски, даноци што не го газат средниот слој и ранливите, туку бараат фер придонес од оние што имаат најмногу. Тоа значи слобода, правда, солидарност. Не како плакат, туку како систем. И токму затоа социјалдемократијата е жива идеја. Затоа што пазарот без правда создава нееднаквост, а државата без солидарност создава студена неправда. Тие закономерности на демократијата, на која почива социјалдемократската политика, за нас се императив и се највисоко на политичката и програмската агенда. Добрата вест е што почнува освестувањето од заблудите што ги наметнаа националистите и автократите кај нас, во Европа и ширум светот. Кога велиме дека социјалдемократските вредности за нас е императив, тоа значи да бидеме упорни и храбри во определбите за спроведување на реформите кога сме на власт
и да вршиме силен притисок кога сме во опозиција. Особено сакам да зборувам јасно за правичноста во оденочувањето. Тоа не е суво прашање за табели и проценти. Тоа е прашање на морал. Кога товарот на државата најлесно паѓа врз малиот човек, врз платата, врз пензијата, врз наставникот, медицинската сестра, инженерот, касиерката, земјоделецот, врз малиот бизнисмен, а и најлесно се излекуваат најголемите профити и луксузи, тогаш имаме фискален систем без праведност. Вистинската социјал-демократија не е против успехот. Таа е против паразитизмот, криминалот и корупцијата. Не е против богатството, стекнато со знаење и труд. Таа е против систем во кој оние што имаат најмногу, придонесуваат најмалку. А оние што имаат најмалку, носат најмногу. Затоа, фер даноци значат повеќе правда врз профитот и луксузот, а помал притисок врз основната потрошувачка, платата, домот и достоинствениот живот. Данокот мора да има лице на правичност, не само да е товар врз грбот на обичниот човек. Денес Македонија повторно е пред голем испит. Европскиот пат повторно е закочен. Отворено и бесрамно ни кажува дека тоа ќе трае и натаму со децении, Божем како заштита на националните интереси. А тоа е една безобзирна лага. Нема поголем интерес, ниту државен, ниту национален, ниту безбедносен, ниту демократски, од членството во Европската Унија и НАТО. Владењето на правото навистина беше разнишано, но по последните партиски упади во правосудниот систем тоа е целосно уништено. Довербата во институциите е ниска, корупцијата стои како тешка сенка на државата. А кога во 25-та година трагедијата во Кочани ја отвори раната на системската неодговорност, сите видовме што значи корупцијата кога ќе престане да биде абстракција и ќе стане човечка трагедија. Токму затоа борбата против корупцијата не смее да биде ниту партиска поза, ниту некаков медиумски спектакл. Таа мора да биде државна дисциплина. Законот не смее да прашува чии сме. Мора да прашува што сме направили. Ниту една идеологија не го оправдува криминалот. И ниту една партија, па ни нашата, нема право да бара доверба ако не е подготвена да го чисти и сопствениот двор. Затоа, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денес е тоа што бил и ќе биде секогаш. Голема идеја за Македонија. Како пристојна, праведна и европска држава. Тоа значи млад човек да може да купи прв дом, а да не се чувствува протеран од својата татковина. Тоа значи платата да расте, но и животот да стане поднослив. Тоа значи болницата да не биде место на страв, туку на доверба. Тоа значи училиштето да не биде чекална за иселување, туку подготовка за останување и изградба на татковината. Тоа значи енергетиката да не биде партиски плен, туку национален интерес. Тоа значи модерно земјоделство, агроресет. Тоа значи потврден македонски идентитет, македонски мултилатерализам, нула корупција, екопатриотизам, културна мобилизација, радикална меритократија, гиг солидарност и крај на прекаријатот. Тоа значи 4-дневна работна недела, праведни даноци, стекнување на првиот дом, силна социјална заштита и европска перспектива. И сето ова да не звучи само како партиска кампања или некоја лага или манипулација, туку како делови од еден нов социјален договор со граѓаните. Држава за луѓето, а не само луѓе за државата. И тоа е суштинска разлика помеѓу нас и нашите политички противници, која мораме да разјасниме и да допре до секој еден граѓанин. Тоа е нашиот нов европски социјален договор со граѓаните. До нашето членство и до сите што некогаш биле разочарани. Сакам да кажам една проста работа. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го прават луѓето. Луѓето што веруваат во вредностите. Луѓето што имаат отворени врати за знаење, за младост, за критика, што ги почитуваат слободните медиуми, невладените организации и сите други организации. Луѓе кои никому ништо не должат, освен на собствената совест и на јавниот интерес.
СДСМ ја прави меритократијата, а не кругот на удобните. Ја прави почита кон работникот, а не почита кон титулата. Ја прави способноста да се слушне човекот, што не аплаудира автоматски. Ние сме партија што е блиску до граѓаните. И само така, и на тој начин, поразите селекции, инаку и победите ќе бидат само одложени порази. Нека не биде јасна и последната работа. Сега напорачам нешто на политичките противници. Ова држава никогаш не била силна кога била најгласна. Била силна кога била разумна. И да знаат, гордоста е на оваа страна, на страната на СДСМ, на вистинската страна на историјата. А на нивна страна е срамот. Срамот за предавството на националните интереси, за антиевропските политики, на страната на криминалот, на контрола на судството, на контрола на универзитетите. Срамот е на нивна страна, на страна на понижувањето на работниците, студентите, пензионерите, земјоделците. Им порачувам времето на лаги, на лажен патриотизам, на сиров национализам, на штета на меѓуетничките односи и на врвните национални интереси заврши. Ја враќаме власта во рацете на граѓаните. И затоа вечерва, на 35 годишнината на СДСМ. Не се враќаме и не се сеќаваме само на нашата историја, туку и на нашата мерка. На реченицата на Киро Глигоров. Македонија е се што имаме. Во таа реченица има повеќе државна мудрост, отколку во многу време, што сме слушнале во изминатите децении и што се уште ја слушаме и денес. Во таа мудрост е нашата иднина. Затоа вечерва да не си ветуваме лесни победи. Да си ветиме тешка политичка и демократска борба и честност. Да си ветиме правда, да си ветиме правечни даноци, да си ветиме држава што не се плаши од вистината. Да си ветиме политика достојна за Македонија. Тргнавме против оваа ненародна, криминална и предавничка власт. Чисти, скромни, искрени, по-социјалдемократски од било кога досега. Нека е честит јубилеот, нека е жива идејата за правда, нека е жива солидарноста, да живее СДСМ, да живее Македонија!